Почитувани советници, ја отварам 44-та седница на Совет на општина Кавадац закажана за денес, која поради состојбата со коронавирус, а во насока на придржување кон мерките за заштита на населението, ќе се одржи преку интернет конференцијска врска. За таа цел ве молам поименично да констатираме колку советници се најавени на денешната седница. Мирјана Гркова. Тука, ајде. Да, оно пробува да се уклуча, има проблем со компјутерот. Горица Пеливанова Вилхем. Тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Дрварова. Ќе се вклучи покасно. Весна Ѓорѓиева. Тука. Развигор Кабрамов. Навор. Благодарам. Нитко Камчев. Тука. Анита Гинова Каракутова. Тука. Душица Крстич. Тука. Божанка Минова. Овде. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Тука. Петар Николов. Тука. Ташо Радњански. Тука. Ристо Сакалиев. Јосиф Стојанов. Тука. Блаже Тасев. Никола Трендафилов. Тука. Лазар Туриманџов. Тука. Зоран Јованчев. У Скопје. Граначалниче, уши си ВМРО си. Јас ВМРО сум се родил, ВМРО ќе умрам, што те тебе? Не умирај, нека се направат нови парки. Кога ќе дојме јас, Дешковски Трендафилов да водиме парка, ќе ви кажеме како се работи тоа. Еден пратеник само у парламентот. Со решение за засекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес. Под 1. Предлог решение за престанок на мандат на член на Совет на општина Кавадац. Втора точка. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Совет на општина Кавадац. Трета точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадац за 2020 година. Четврта точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување градежно земјиште на просторот на општина Кавадац за 2020 година. Пета точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадац во област социјалната заштита за 2020 година. Шеста точка. Предлог програма за измени и дополнување на програмата во област на здравствената заштита за 2020 година. Дали се согласувате вака предложената измена на дневниот ред? Има ли против? Констатирам дека дневниот ред е на дополнет со точките. 4, 5 и 6. Да, благодарам. Лече сега седма точка. Седма точка. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадац за втор квартал 2020 година. Поради поврзано со претходните точки предлагам измена на дневниот ред, а согласно член 59 од Одредбата за работа на Совет на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за долгородочно задолжување на општина Кавадац за финансирање на проект Градски пазар со подземен паркинг во 2 нивоа, покриен со насрешница и изградба на улица 1, зелен пазар, асфалтирање и комплетна подземна инфраструктура. Дали се согласувате вака предложената измена на дневниот ред? Да. Доколку нема против, констатирам дека се согласувате. Точка број 9. Предлог одлука за изменување одлука за прима и донација материјално добро изразено како реконструкција на фонтана Кожувчанка. Поради поврзаноста со претходната точка предлагам измена на дневниот ред, а согласно член 59 од Одредбата за работа на Совет на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Под 10. Предлог одлука за давање донација финансиски средства за реконструкција и модернизација на постоечкото осветлување на градскиот парк Љупчо Шкартов
Кавадаци од друштво со производство, трговија и услуги Маркет Дијана ДД Експорт Импорт Доел Неготин. 11 точка. Предлог одлука за примање донација светилки за улично осветлување на општина Кавадаци од друштво за трговија, производство и услуги Елмонт Електрика Доел Експорт Импорт Скопје. 12 точка. Предлог одлука за примање донација, реконструкција и модернизација на постоечкото осветлување на градски парк Љупчо Шкартов Кавадаци од друштво за производство, трговија и услуги Кодекс Компјутери Доел увоз и извоз Кавадаци. 13 точка. Предлог одлука за примање донација рефлектори за осветлување на градски парк Љупчо Шкартов Кавадаци од друштво за трговија, производство Пинус Доел Експорт и Импорт Кавадаци. Дали се согласувате вака предложената измена на дневен ред? Доколку нема против, да. 10 точка. Се извинувам, 14 точка, овие ги прочитам. Годишна програма со архивски број 02-374/1 од 14.7.2020 година за работа на Основно општинско училиште Тоде Хаджитиев Кавадаци за учебната 2020-2021 година, донесена од училишниот одбор на Тошо Тоде Хаджитиев Кавадаци. 15 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател на член на Комисија за финансии и буџет. 16 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател на член на Комисија за урбанизам. 17 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател на член на Комисија за спорт. Член, не председател. Грешка е овде. Значи се извинувам. Грешка имате од штампано од службите. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на член на Комисија за спорт. Председател е висока функција, не е за овој колега. 18 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател на член на Комисија за земјоделие. Грешка е во штампање, колега, се извинувам. Така гласат сите точки кај што има измени на членови и председател на комисија. Договорено како и кај што е председател, кај што е член. 19 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решение за избор на председател или член на Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот. 20 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател или член, како што било претходно, на Комисија за рурални средини. 21 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател или член на Комисија за надзор на материјално-финансиско работење на општината. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. 23 точка. Предлог одлука за утврдување на изглед на фасади на објекти на централно градско подрачје. 24 одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадаци 2020 година. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешните на досегашните измени на дневниот ред? Доколку нема, вака прочитаниот дневен ред го ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Доколку нема, утврдуваме дека е усвоен дневниот ред. Едногласно. Одиме редоследно. Прва точка. Предлог решение за престанок на мандат на член на Совет на општина Кавадаци. Дали има воздржани против? Втора точка. Предлог одлука за верификација мандат на член на Совет на општина Кавадаци. Мандат на комисија, колешка Димитрова да прочита кој е членот што доаѓа во Совет. Повели докторка. Членот кој што доаѓа во Совет е на место на заминатиот брат на Ѓоргиева. Сега да читам. Да. Новиот член на Совет. Новиот член на Совет треба да положи свечена изјава. Ја читам, а колешката ја молиме да повторува по мене. Добро. Јас, Весна Ѓоргиева, Јас, Весна Ѓоргиева, свечено изјавувам дека свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Совет
Правата и должностите на член на совет ќе ги вршам совесно ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе го почитувам уставот, и дека при нивното вршење ќе го почитувам уставот, законот, законот, статутот и одлуките на советот и дека статутот и одлуките на советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија. Колешке честитам од мене, од името на сите Фала, советници ви благодарам, и колега. посакуваме плодна и успешна работа. Фала. Уште, Ристо, и уште Честитки од нас. Фала. Од советска група на СДСМ, честитки до новиот совет. Фала. Колега, од сите колега. советници и од едните и од другите нема потреба поединечно да честитаме. Честитки од членовите на НСДП. Фала, колеги. Одиме трета точка. Колеги, предлог одлук ја ставам на гласање, нема против и оддржани едногласно. од независната група. И од независната група Митко Јанчев и Ристо Сакалиев. Митко Јанчев не е независна. Се извинувам ако не е. Трета точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџет на општина Кавадац за 2020 година. Колеги, отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема. Едногласно 19 за. Заедно со амандманот се подразбира. Четврта точка, предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градинско земјиште на просторот на општина Кавадац за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема за збор, точката ја ставам на гласање. Воздржани и против? Нема. 19 за. Пета точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадац и во областа на социјална заштита за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, дали има воздржани и против? Нема. Установуваме 19 за. Шеста точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата во областа на здравствената заштита за 2020 година. Колеги, отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Може на кратко само јас. Колега, збор повели. Почитуван председател, градоначалник, почитувани колеги советници, на кратко само барам едно образложение од страна на градоначалникот во врска со оваа точка, да не е настане некој недоразбирање дека се кратат средства нели од областа на здравството во оваа криза за време на COVID-19, за тоа едно кратко објаснување градоначалничи. Благодарам. Повели градоначалник. Да, почитувам председател, почитувани советници, почитувана јавност. Добро да се образложи оваа точка за здравствена заштита за 2020 година. Со оглед на ситуацијата која што имаме по COVID-19 и очекувањата кои што не се баш во позитивни влијанија за понатамошниот развој на вирусот, во координација со Министерството за здравство и со нашата регионална болница која што имаме при општина Кавадарци со директорот, договоривме овие средства кои што ги имавме да ги ребалансираме и вратиме во буџетот со една единствена цел, поради тоа што ние секоја година како совет и како општина го ја поддржуваме здравствената заштита. Меѓутоа овие средства беа наменети за општите работи на самата болница. Со одлука на управен одбор и со одлука на директор за да си ги наменат таму кај што е најнеопходно. Но поради тоа што кај нас е предвидено со план на Министерството за здравство и во комуникација со Министерот за здравство да се догади уште еден објект при нашата болница, пошто еви колеги лекари знаете вие дека немаме посебно инфективно оделение, тоа би било и на некое си инфективно оделение. Општина Кавадаци начелно даде првична согласност, нормално во координација со вас и советниците, се да запознаеме јавноста, дека при градењето на новиот објект кој ќе биде од монтажен карактер, меѓутоа од траен карактер, општина Кавадаци ќе земе удел финансиски во делот на целокупната мрежа водоводна канализација, електрика и градење на фундаменти и плато за самата монтажна болница за инфективно оделение. А Министерството за здравство ќе го преземе другиот дел за монтажа на тој објект и за опремување на самото оделение со
50 до 60 кредити. Што значи ова? Ова значи дека овие пари кои ќе ги ребалансираме сега од 1.400.000 ќе бидат многу повеќе, но кога ќе ја донесе Министерството одлуката да ја гради, да го гради овој објект, ќе направиме, ако треба и воредна седница на Совет, тогаш ќе направиме комплетно ребалансирање и нашата инвестиција ќе биде негде околу 4 до 5 милиона денара. Така да точна пресметка нема, со предмет пресметка кога ќе биде изготвена и кога ќе дојде денот да се обелодене тоа, општина Кавадаци ќе вложи троструко од ова сега што го намалуваме во делот на здравствената заштита. Така да прашањето и размислувањето на место, ние нема да се оградиме од здравствената заштита, поготово во вакви моменти кога сме најнеопходни на населението, без разлика од кој поглед ќе биде, дај Боже да биде се у нормала. Сакам тука исто да потенцирам да кажам дека општина Кавадарци со оглед на сите ситуации кои што беа настанати по COVID-19 и со полициските часови, и со карантините, и со ограничувањето на работењето на сите институции, благодарение на доброто менаџирање и функционирање на целокупната општина, вклучувајќи го од Совет па до последната јавна институција која што имаме, јавни предпријатија, образование, општина, интензивно работивме овој период, немавме вакуум период од неработење, освен со исклучок на образовниот и предучилишната образовна институција. Сме у добра кондиција. Кога викам у добра кондиција, мислам дека тоа што го сработивме во тој период, додека беше карантинот и сите работи, ние во полза на финансиска конструкција на општината, не сме загрозени финансиски, нормално приходите се намалени, меѓутоа сме сега во преговори со 2 до 3 компании. Едната компанија, че ја именувам и нема зошто да не ја споделам со вас, советниците и со јавноста, тоа е досегашниот монопол кој што го имавме во општина Кавадарци, а собствено се на IGM Trade. Сме во преговори, таму веќе генералниот план и деталниот план е сменет да биде домување. Ево ова нека биде информација за сите жители кои што се околу тој монопол кој што бил на времето, дека ќе се почне со рушење на монополот комплетно. Тоа е површина негде околу 24 метри квадратни и оваа компанија има план тука да изгради колективно домување, стамбено домување. Така да по основ на комунали и по основ на уредување на градежно земјиште, расположени се како компанија IGM Trade, како одговорна компанија општествено, да го уплатат авансно комуналите. Значи сите комунали да не ги уплатат авансно, станува збор за прилично добра сума, негде од 30 до 40 милиона денари, така да сме здрави живи, нареден дел ќе го дефинира собственикот целокупниот дел, нормално според законите и урбанистички планови, да можеме тие средства да ги намениме во делот на комуналната изградба на градот и тоа земјиште кој што ги има таму е напуштено подолго време и е небезбедно за самото население да стане една урбана средина за колективно домување од добар размер и карактер, така да очекуваме тука добри средства. Исто сакам да спомнам да ви кажам дека при крај урбанистичкиот план кој што го работиме по име Младински и новиот суд, тој урбанистички план кога ќе биде изготвен, конечно ќе ја најдеме правата функција и намента на напуштените објекти повеќе од 35-40 години, тоа е Младински, новиот суд, Пионерски, Котларата. Урбанизацијата е во завршна фаза, ќе го поднесеме тоа во министерство, па нормално понатаму ќе донесеме одлуки за легализација на тие објекти и за понатамошен контекст на намена или функционирање на самите објекти. Има неколку опции физибилити студии направени и од продажба и од ставање во функција на тие објекти, така да општина Кавадаци има динамичен план направено, финансиска конструкција за своји собствени приходи, така да нема да останеме кратки во делот на финансите. Исто така би образложил за тоа што ова седница е претежно за ребалансирањето на буџетот. Заклучно со 36-ти, нашите основни приходи на општината се 85% запазени во делот на претходната година и покрај COVID-19 кризата која што имаме. Така да ланската година со основни приходи од 330 милиона сме завршиле. Оваа година
очекуваме тие основни приходи да не паднат од 300 милиони, што е 95% исполнување на обврските. Од друга страна, комуналната изградба, која што имаме во општина Кавадарци, и сега со ова ребалансирање, ние комплетно ќе имаме 100% завршена комунална изградба. Малку каснеме во делот на асфалтирањето, од наредната недела започне со поголем интензитет за работа. Сакам да потенцирам да кажам и покрај она што инвестираме во здравствената заштита, ќе инвестираме доста со овој ребаланс кој што го разгледавте и во образовниот систем. Тоа значи дека училиштето во Марена, училиштето во Бегниште, училиштето во Дреново ќе добијат за оваа година нов систем за греј. Односно до сега е кој немал информација, за жал, тие училишта се грејат на индивидуално грејење или на чумбиња, некако како да кажеме, на шпориња во самите училници, кое што не доликува на еден образовен систем. Со ова ребалансирање тие ќе добијат централно грејење на пелети и на дрва, така да ќе имат комбинација и по еколошко грејење и нормално централно грејење да биде. Средното училиште гимназија добива средства од 5,5 милиона денари од собствени заштеди на општината и на благодатоците кои ќе ги имаме за намена и ќе реконструираме комплетно сите санитарни чворови во средната гимназија која што имаме у Кавадарци. Тоа значи дека до сега има таму околу 34 санитарни чворови на 3 ката, сега ќе добијат 45, ќе бидат порелаксирани и ги правиме за прв пат во општина Кавадарци, ќе ги направиме тие санитарни чворови да бидат комплетно, на некој начин кажано, автоматски, така да нема допири со раци, да нема допири на чешми, на кваки и на сите работи, да биде сето тоа автоматски со сензори и со педали направено, за да може да имаме една безбедност и еден пример на школа како што треба. Исто би додал и би кажал дека со оглед на тоа дека ги ребалансиравме средствата од самиот настан Тиквишки Гроздобер, ова година нема да одржиме настан од јавен карактер со голем обем. 7 септември брзо се ближи, тоа е голем ден за општина Кавадарци, ден на нашиот град. Тие средства се ребалансирани и се ставени во наменски средства за комунална изградба, за образование, за заштита, здравствена заштита. Сакам да потенцирам и да кажам дека програмата која што веќе ја имаме усвоено, дека 7 септември ние како ден ќе го одбележиме советниците, градоначалник нормално и дел од бизнис секторот во оној дел како што значат протоколите. За денот имаме планирано положување на свежот стечај на споменикот на ослободувањето на општина Кавадарци, едно символично закројување на лоза на самиот плоштад за да го одбележиме почнување на грозје берењето. И во истиот ден ни е планиран да имаме свечено отварање на винскиот музеј. Кавадарци ќе добие за прв пат вински музеј, а и за прв пат во нашата држава ќе имаме вински музеј. Така да после тоа завршуваме со свечена седница на Совет, која што исто така ќе одржиме во киносалата и доделување на 7 септемврски награди. Во делот на она што го имавме како коктели, како огномети и неосновани приходи, комплетно ги имаме отстрането, така да биде едно символично одбележување на самиот ден. И сакам да потенцирам да кажам дека од месец октомври најкасно би почнали со изградба на зелениот пазар. Тоа е добро, Кавадарци да има комунална изградба, Кавадарци да има движење во делот на економијата, не само заради нас како чинители на јавни функции кои што ќе направиме едно подобро утро за нашите граѓани, меѓутоа тие средства се сливаат и се приливаат пак кај нашите компании кои што вработуваат луѓе и економијата на некој начин ја поддржуваме и ја движиме со самата изградба на јавни објекти, на комунална изградба. И би потенцирал, би кажал, ми се чини дека од утре треба да отпочнат со изградба на новата трибина на градскиот стадион. Тоа е една голема придобивка за општина Кавадарци, еден стадион кој ќе заличи на прав стадион. Тоа не е комплетна донација од
Фудбалската федерација на Република Северна Македонија, така да таму немаме ние инвестиција, компletна донација од федерацијата и на благодарност и до федерацијата и успех е наш за градот Кавадарци, нормално и за фудбалскиот клуб Тиквеш. Сакам да дадам вака една оптимистичка гледна точка на цела ситуација за економијата во општина Кавадарци, покрај тоа што по формирањето на владата треба интензивно да почнеме преговори со Министерството за земјоделие и со винарските визби за откуп на грозјето, пошто тоа најмногу ни тежи како ситуација, меѓутоа во овој момент немаме од спротивната страна, ајде да не речем стабилен, него сериозен преговорач за тоа што владата во неизвестност да формиране можеме да разговараме и да видиме во која насока ќе се движат тие работи. Сакам да потенцирам да кажам дека компанијата Дрекстремајер е на сериозно размислување за проширување на производните капацитети за дополнителни 2000 вработувања и јас како градоначалник верувам дека и вие како совет, меѓутоа и сите граѓани во општина Кавадарци ќе се трудиме и ќе даеме се од себе за тие дополнителен погон кој што треба да го има Дрекстремајер со 2000 до 2500 вработени и тој остане во општина Кавадарци, не биде во друга општина. Така да тоа е една позитивна работа за општина Кавадарци, пошто и сами знаете дека невработеноста се зголемува, поради тоа што имаме ситуации каде што многу сегменти у делот на економијата се погодени од оваа работа, прехранбена индустрија, угостителска индустријска, автомобилска индустрија, така да ова за општина Кавадарци нема да биде себична работа, меѓутоа ќе биде една голема грижа за нашите граѓани, за да може да не останеме со зголемување на невработеноста, која што е една од најсериозните причини за депресивниот социјален момент во самото општина. Така да, ова што денеска како ребаланс ќе го донесеме, ние до крајот на годината уште еден ребаланс ќе имаме на пеглање на сите ситуации и во тој ребаланс или на воредна седница ќе го донесеме сумата за здравствена заштита во делот на изградба на дополнителни капацитети за инфективно оделение на општина Кавадарци. Благодарам. Благодариме градоначалник на исцрпното излагање и позитивните намери. Дали има друг за збор? Доколку нема, точка број 6. Програма за изменување и дополнување на програмата во областа на здравствената заштита за 2020 година ја ставам на гласање. Имаме ли воздржани и против? Немаме. Утврдуваме 19 за. 7 точка. Квартален извештај за завршување на буџет на општина Кавадарци втор квартал за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, има ли против и воздржани? Нема. Утврдуваме 19 за. Одиме со точка број 8. Предлог. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за долгородно задолжување на општина Кавадарци за финансирање на проект Градски пазар со подземен паркинг во 2 нивоа, покриен со насрешница, еден зелен пазар, асфалтирање и комплетна подземна инфраструктура. Добар ден. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. Утврдуваме 19 за. Едногласно. 9 точка. Предлог одлука за примање донација материјални добра изразени како реконструкција на фонтана Коживчак. Отварам расправа. Доколку никој нема збор, ја давам на гласање, нема воздржани и против, едногласно усвоена. 10 точка. Предлог одлука за примање донација финансиски средства за реконструкција и модернизација на постоечкото осветлување на градски парк Љупчо Шкартов, Кавадарци од Друштво за производство, трговија и услуги Маркет Дијана Доел Експорт Импорт Неготин. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Воздржани и против? Нема. Едногласно усвоена. 11 точка. Предлог одлука за примање донација светилки за улично осветлување во општина Кавадарци од Друштво за трговија, производство и услуги Елмонт Електрик Доел Експорт Импорт Скопје. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, ја ставам на гласање. Нема воздржани и против, едногласно усвоена. 12 точка. Предлог одлука за примање донација, реконструкција и модернизација
на постоечко осветлување на градски парк Љупчо Шкаров Кавадаци од Друштво за производство, трговија и услуги Кодекс компјутери ДОО увоз и извоз Кавадаци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Нема воздржани и против, едногласно усвоена. 13 точка. Предлог одлука за примање донација рефлектори за осветлување на градски парк Љупчо Шкартов Кавадаци од Друштво за трговија производство Пинус ДОО експорт импорт Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Нема воздржани, едногласно усвоена. 14 точка. Годишна програма со архивски број 02-304/1 од 14.7.2020 година за работа Општинско основно училиште Тоди Хаджитефов Кавадаци за учебната 2020-2021 година, донесена од училишниот одбор на Основно општинско училиште Тоди Хаджитефов Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој нема разбор, ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно усвоена. Точка број 15. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател на член на Комисија за финансии и буџет. Колеги, даваме збор на председател на мандатна комисија на докторката Виолета Димитрова да го прочита, да ги прочита предлозите по сите измени, да не ги читам, да не ја дигаме 10 пати да читам, по сите овие измени што се во комисии. Повели докторки. Исклучено. Може ли Развигор да читаш ти место, не или да чекам? Немам кај ме. Чита ги ти си за тоа задужен бе. Ајде. Секаде во сите комисии на местото на Колеги, секаден во сите комисии на местото на колегата Зоки Јованчев, што ни отиде во парламент, а доаѓа колешката Весна Ѓорѓиева, освен во комисија за спорт, кај што доаѓа колегата Тони Нешковски. Точките ги ставаме на гласање. Дали има против и воздржани? Нема, едногласно усвоени. Значи, сега отидовме со сите точки во комисии и одиме на точка реден број 22. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачите на општина Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Повели Лазар. Ќе искористам точката само едно прашање да го искористам градоначалник. Повели, колега. Не го гледам градоначалник. Тука. Вака. Градоначалниче едно прашање. Дали до 7 септември до Гроздоберот ќе биде у функција пешката патека до Мокриште? Това е едно прашање и второ прашање градоначалниче, дали си задоволен до сега од текот на изградбата на пешката патека у Мокриште? Благодарам. Може не е надвор испадна од темата, ова е за друго, али да го искористам моментот и градоначалникот и советот, така да многу луѓе ме застануваат, многу луѓе ме питуваат докаде е што луѓето одат, гледат, некои се задоволни, некои се незадоволни, така да че нека ми објасни малку се градоначалник. Така, благодарам за прашањето. Значи, велосипедската патека која што ја градиме, еден многу сериозен и капитален и спортски објект за и комерцијални цели, меѓутоа и за рекреација, претежно за рекреација на самите граѓани. Таа патека е со должина околу 4500 метри. Самата ширина на патеката е 4 метра, плюс по пола метар од страна има собствени риголи. Во почетокот на самата изградба, подетално ви кажал, имавме задача да решиме 48 индивидуални собственици на земјиште во делот на експроприација или во делот на дозволување на градење на самата патека. Односно, инфраструктурскиот проект кој што го имавме, требаше да го изменаџираме со самите луѓе за да им одземеме делумно
од својата собственост за да се изграде патеката. Патеката се граде по проект кој што е претходно направен и донесен. И самата градба на патеката имаше и некои непредвидени работи. Меѓутоа, тие непредвидени работи успеавме добро да ги изменаџираме со нашите поголеми компании со чистење на речното корито. Примерно, целокупното речно корито од браната во Моклиште до Ваташа е регулирано и чисто, на кое што не е наша задача, него е задача на водостопанство, меѓутоа водостопанство го нема чепнато последниве 30-40 години. Ние успеавме со средства од донација од 3 компании, кои што веќе ги имаме и завршено, да целокупно го регулираме коритово. Зошто беше битно тоа? Тоа беше битно затоа што ако не го изрегулиравме речното корито и не направивме реката да биде питома на некој начин, ние ќе имавме проблем со самата патека за тоа што ќе доаѓаше до излевање на речното корито и уништување на патеката. Во моментот од градбата и од решавање на проблемите, според онакако информации кои што ги имаме од надзорите, кои што имаме надворешен надзор, имаме внатрешни надзори од наши инженери, во делот на стабилизирање на земјиштето и добивање на резултати целовкупни на патеката се во согласно законските регулативи и потребите на самата патека. Последниот колегиум кој што ги имавме вчера ми е презентирано дека е пред 2-3 недели отпочнато со монтажа на коцки бехатон на самата патека, а претходно тампонирањето и целокупната подземна инсталација во делот на електрика за осветлување на самата патека, во делот на влечење на кабел оптички и црево за понатамошна инвестиција на оптички кабел е завршена, така да едниот дел е офатен, првиот дел од Моклишката воденица накај Ваташа да се работи и колку што знам јас стигнати се до Моклишкото езеро со поставување на коцките. А другиот дел е почнат некаден од по 12 другари споменикот, односно од споменикот 12 другари надолу накај Ваташа, така да работат во 3 групи и предвидени се 4 мостови кои што треба да се изградат за велосипеди и за пешаци. Во делот на квалитетот за изведба на самата патека до сега немаме забелешки како општина, затоа што пак ќе потенцирам и кажам, земјините работи, подземните инсталации и тампонирањето се завршени добри, според испитувањето кои што ги имаме обратите се во ред. Во делот на поставувањето на коцки се уште немаме ниту прием направено, ниту направено преглед. Има земено коцки од компаниите кои што местат за правење на тест на самите коцки на квалитетот. Мислам дека по тој квалитет тука не очекувам некои големи отстапки, затоа што ова е ниско градба, една велосипедска патека која што треба да биде изградена според стандардите и условите кои што ги имаме на самата позиција. Можам да потенцирам да кажам дека сите канделабри кои што треба да се наместат на патеката се веќе добиени си во магазински простор на компаниите, така не е потврдено од компанијата. Исто така елементите кои што треба да ги има на 6 предвидени места за одмор и рекреација при самата патека, а тоа е една локација е со фитнес зона, друга локација е со велосипедска зона, трета локација е со зона на летниковец, со клупи и со сите работи, и попратни клупи и корпи елементи во делот на патеката, дека му се набавени и дека сукцесивно како ќе стигаат до самите локации, ќе се местат и ќе се прават. Значи, од она што го гледаме сега, ние гледаме само една патека трасирана, една патека во делот на редење коцки, далеко од ликот кој што треба да го видиме на крајна цел. Така да, ако има некакви забелешки во поглед на квалитетот, јас слободно би кажувал да тие писмено, макар и успено се пренесат кај нас, за да се обрне внимание во делот на патеката. Во делот на роковите за завршување, самиот рок му е до 30 декември. Ја очекувам до 7 септември дека целосно нема да биде завршена патеката, меѓутоа делумно
можеби 80% ќе биде завршена, али до крај на октомври да биде целосно ставена во функција како велосипедска рекреативна патека. Значи рокот не е пробиен, градоначалник. Рокот не е пробиен, рокот е 30 декември со договорот кој ќе ги имаме со агенција. Сами знаете, Така добро е граѓаните да знаат оваа информација, има многу спекулации дека рокот бил пробиен, значи рокот не е пробиен. Сами знаете, значи напуштање на патеката, голем дел од советниците во воведување во работа бевте, затоа има јавни записи. Беше директорот на агенцијата Бабовски. Гранчанче, јас тоа го знам и советниците го знаат. Да, значи ние ги воведивме во работа, ми се чини негде февруари-март. Значи прашањето би беше посредно за да знаат граѓаните да нема спекулации. Значи рокот за изградбата на патеката не е пробиен, така ли? Апсолутно не. Они ќе бидат и пред рок, според она што очекуваме. И вака го разбирава, значи ќе се пушти патеката, ќе се направи комплетна ревизија, ќе испаднат службите на општина, ќе се констатира како е направено, што е направено, така да граѓаните дека не се секират, патеката ќе биде квалитетно изработена и на време, така? Значи не постои друга опција и не постои друг начин. Јас одговорно тврдам дека патеката ќе биде во рокови и ќе биде квалитетно како што треба. Не само на крајот кога ќе испаднат техничките служби да направат технички прием на патеката, него во самото работење на патеката константно се земат проби и константно се зема тестирање на материјалите се вградуваат, на реквизити кои ќе се стават, така да нема да оставиме на случајност тука. Таа патека треба да биде вечна на некој начин и осветлена за 2-3 часовна употреба, за секојдневна употреба. Мислам дека е еден голем благодет, еден голем крупен проект за Кавалац и така да еви кајот сега се работе од Брушански мост до Ваташа, ќе се споиме комплетно. Ја верувам дека кајот и патеката ќе бидат заедно до крајот на годината завршени и ќе биде една целина каде што ќе имаме можност за комплетна рекреација и функционирање моделот патеката. Благодарам. Еви и пошто имаме нов советник, нов колега советник, да знае дека комплетно финансирањето на пешка патека од Вача до Мокриште средства се обезвени од владата на Република Северна Македонија. Благодарам. Тука би појаснал, значи парите се обезбедени на два наврата. Општина Кавадаци има удел во делот на финансирање на ДДВ-то, а тоа е негде околу 5 милиона денара. Значи општински средства има 5 милиона денара финансирање на ДДВ-то, затоа што целокупниот проект е над 33 милиона денари. На два повика се јавивме. Двата повика беа, едниот повик беше преку регионалниот центар на Плански Вардарски регион и по мерка 323 за развој на туризам и втората мерка беше по Агенција за рурален развој, исто така за развој на туризам. Двете мерки ни се прифатени, целокупниот проект е исцрпен за таму, да општина Кавадац има само 5 милиона денара собствено учество во делот на изградба на патеката. Меѓутоа, немој да заборавите дека општина Кавадац има и комплетна експроприација на земјиштето. Тоа е земјиште од скоро 22.000 метри квадратни по должина и ширина, кој што треба да го платиме на самите собственици. Ми се чини дека цената која што плачиме таму е околу 5 евра. Така мислам, тоа околу 5 евра по квадрат, символично е меѓутоа да се сврши сета работа, пак излегува некаква сума. И општина Кавадац ги изработи целокупните проекти за изградба на самата патека. Нормално, како општина, мислам дека заслужуваме и она што го добиваме и од владата, и од агенцијата, јас никош нема да речем дека е доста, а верувам дека и ви како советници ќе го кажете исто, затоа што ние сме град кој што го полне буџетот на самата држава, град кој што вработува, град кој што работи и треба да се го бараме сразмерно да ни биде вратено во интерес на самите граѓани. Не би навлегло како било во минатово, меѓутоа сега јас сум поборник да тоа биде на што поголемо ниво и заслужна граница на делот на инвестициите од влада. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Моје видување дека
граѓаните питуваат за стазата, тие го очекуваат долго време овој проект и го посакуваат. Значи тоа е една голема потреба на граѓаните и можеме да бидеме благодарни и на локалната власт и на централната што не удостоја со реализација на овој проект и се надеваме дека и по понатамошната работа ќе имаме поддршката од двете страни. Сега одиме со расправа, доколку нема друг за збор, сакам да ја ставам ова точка на... Ристе, има едно прашање. Јосо сака нешто да праша. Јосто, ако сака да праша, тој ќе праша, немој ти. Ама микрофонот не му работи. Може тогаш, прашајте ме. До градоначалникот едно прашање. Денови имаше доста невреме каде што беа оштетени повеќе полски патишта. Граѓаните реагираат и барат помош да истите се малку средат за да можат во пресрет на бербата да бидат по-исправени, се направени доста колита кои што не можат да поминат со трактор. Ако имат таква шанса да тоа се реагира. Така, ние во континуитет преку јавното претпријатие Комуналец и преку програма за санирање на полски и земјоделски патишта, ја работиме таа програма. Новото ТГ булдозер кој што ги имаме купено Липкарот не е застанат од месец март навака, е во континуитет на терен, така да сите овие дополнителни сега проблеми кои што настанаа од поројните дождови, јас би повикал еден апел, ова нека биде пренесено и од медиумите, да сите председатели на тие местни и урбани заедници направат дополнителни барања до кај нас, како општина, па ние го задолжиме јавното претпријатие да ги коригира тие сите патишта до нивните лозови или земјоделски плантажи. Инаку во делот на програмата која што имавме, нас тие 95% веќе завршена. Меѓутоа, сами знаете, после овој пороен дожд, сигурно има такви проблеми, така да ќе испаднеме во пресрет комплетно, ако треба таа програма и ќе ја дополниме со финансиски средства преку јавното претпријатие Комуналец и нема да ги оставиме земјоделците да не си завршат своите земјоделски активности или бидат изложени на ризикот, како што сами кажавте, тие наноси, бразди, ископани патишта, така да апелот е сите кои што го имаат тоа согледано, а поготово нека оде по местни и селски урбани заедници, да достават барања до општина Кавадаци. Општина Кавадаци ќе ги проследи до јавното претпријатие и до преднивните активности кои ќе ги имат, ќе ги завршиме комплетно сите активности. Така да спремни сме, имаме нов булдозер, знаете дека во февруари го добивме, мислечине, од март почна со работа, една сериозна инвестиција у јавното претпријатие од 150.000 евра, која што 99% користиме за одржување на земјоделските патишта во територијата на целокупната општина и покрај тоа, не само тоа, него ги користиме и за пристапни патишта до селски средини, каде што немаме асфалтиран пат. Како што е Чесендре, Раец, не знам, други такви наши населени места, каде што има викендаши, меѓутоа има и жители кои што живеат и екзистираат во тоа подрачје. Апелот е да се достави во писмена форма, за да можеме да делуваме таму кај што треба, за да не биде на памет муабетот или исполнување на неколку индивидуални желби. Така да писмена форма од урбаните и селските заедници. Благодарам. Благодарим ви, градоначалник. Колега Јосо, имам уште една добра вест околу ова што вие прашавте и јас вчера имам состанок со Евроникел. Тие сами се понудија да помогнат со тампон од нивната фирма, донација и тоа на неограничена количина колку сакаме. И може и да ни помогнат во утварот и превозот, тоа не дефиниравме, али се понудија. Се понудија и авансно да ни платат трвачките што ги имаат према општината, значи соработката со нив е на едно добро ниво, ние преку Комуналец себе да побараме помош да го земеме тој дел и да го ставиме по полски патишта. Воедно сакам на Фени, односно на Евроникол, да им се заблагодарам за вчерашната средба и за она што тие се понудија. Се надевам дека ќе имаме реализација и продолжување и продлабоучување на соработката. Колеги, сега одиме со гласање на точката што по трет пат ја читам, програма за измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Дали има воздржани и против?
Немаме едногласно. Одместо точка број 23 предлог одлука за утврдување на изглед на фасади на објекти на централно градско подрачје. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку нема никој за збор, ја ставаме на гласање. Има ли воздржани и против? Едногласно усвоена. Точка 24. Одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2020 година. Има ли за збор? Нема. Нема ниту воздржани и против. Едногласно усвоена. Колеги, со ова ја завршуваме оваа седница. Рековме дека оваа седница ќе биде последна онлайн во оваа година. Наредна седница се гледаме во киносалата. Благодариме. Градоначалникот само сака да се обрати. Ристо, кога планираш наредна седница? Па некаде на околу 26, 7, 8 тука некаде се спремаме да ја направиме, ради тоа што треба да биде пред 7 септември. Треба да донесеме кандидатурите, тоа ли ќе бидат или пак ќе бидат за седница? Сега од денеска утре ние ќе се издоговориме, каков ќе биде начинот на кандидирање, предлагање и тогаш ние само треба да изгласаме. А ќе се мене начинот, нема да биде каде седи? Но останува со администрацијата и градоначалникот да се договориме како ќе биде, да не погрешиме јавено. Јас се извинувам, меѓутоа јавниот повик е пуштен за аплицирање и поднесување на 7 септемврска награда и во јавниот повик кој што ги имаме пуштено и во медиумите и во електронските наши печатени, односно електронските изданија кои што ги имаме како фејсбуци и општинскиот линк, е точно определена критериумите за добивање на 7 септемврска награда. Така да може и физичко, и правно лице, спортски, така да апсолутно се објаснато, нема никакви промени од ланската година. Нормално постоја комисијата за разгледување на тие 7 септемврски награди ги предлага до Совет, Советот ги бира и така да нема ништо измени од ланската година во тој поглед. Ако нема други прашања, јас за крај само би сакал да повикам на уширен апел. Пошто Кавадац беше град за пример и максимално се трудевме и се трудиме и ќе се трудиме понатаки заедно со сите институции да го заштитиме и запазиме од ширењето на овој џаволски вирус, да го речем COVID-19. Меѓутоа сега сме едно жариште кај што многу лица одеднаш ни се јавија во делот на позитивни. Паника кај населението нормално дека има, менталниот склоп на луѓето е да се штитат од тоа што не го гледат, што е најризично вака да го кажеме. Според моите сознанија и информации од здравствените институции од Центарот за јавно здравје, сите лица кои што до сега се заболени во општина Кавадац, а веќе ги имаме над 80-90, се извине? 108 активни. Да, со вчерашните 108 активни случаеви. Од 108 активни случаеви, претежно се со лесна клиничка слика и претежно се во домашно лекување. Меѓутоа, да не забораваме дека имаме лица кои што се хоспитализирани и во Велес, и во Скопје, и во Кавадаречката наша болница. Ова нека не биде надеж и нека не ни биде охрабрување, еве, лесно се мине вирусот, симптомите се благи, нема последици тешки. Знаете како, тоа е како кога нема да го осетиш на свој грб, никогаш нема да знаеш точно како е, дај Боже никогаш да не го осете некој тоа чудо. Би повикал и би кажал да соприме ова ширење во Кавадац, да го соприме. Единствен начин е социјалната дистанца, носењето на маски и почитување на мерки. Ние како општина, како кризен штаб, неколку пати размислувавме и во текот на денешниот ден и вчерашниот да поразмислиме и да предложиме некои дополнителни мерки, меѓутоа сето тоа ќе ни биде узалуд доколку не го почитуваме и ова наше досегашно залагање во делот на мерките со COVID-19. Исто така би кажал и би препорачал на луѓето кои што имаат решение за самоизолација, без разлика дали се позитивни или чекаат тест или се изолирани во делот на кластер, да максимално се ги почитуваат законските регулативи, поради тоа што
последиците од таа работа се многу сериозни, односно се кривични постапки, со сериозни финансиски конструкции и со затворски казни во делот на непочитувањето на решението. Апел до младите, сите сме биле млади, има и сега млади, и сега ќе има млади, и нормално тоа е иднината на цела општина. Дружбата која што имат не би му ограничил или не би му забранил, меѓутоа дај да бидеме пример како град, поготово овој апел за младите, да бидеме пример во делот на почитувањето на мерките од COVID-19. Тука би сакал само да замолам Комисијата за здравствена заштита со председателот, ево од утре натаки, да се земите за една обврска, да направите некоја платформа на дополнителна едукација на локално ниво и дополнителна едукација на помладото население, а и вкупното население во општина Кавадарци во делот на практика и пракса со COVID-19. Така да би ви замолил во прва прилика да таа комисија заземе еден свој удел во оваа работа. Не нормално дека до сега имавте голем удел, имате, али сега еве дека биде конкретно насоки мерки за дополнително дигање на свеста на младите и на возрастните и на целокупното население на лицата, доколку треба буџет во она што вие би го предложили како Комисија за здравствена заштита, ние би овозможили, ако треба и од бизнис секторот и од општински буџет, да таа едукација стигне до крајната цел. Се со единствена цел за тоа што ни престои време кога почнува берба на грозија, почнува време на почеток на учебна година, почнува време кога треба да се одлучи дали да се отворат и детските градинки. Почнува време на сезонски грипови и одиме кон есен. Така да мислам дека мораме месец август пресудно да го прекинеме ова драстично ширење на овој вирус. А вие најдобро знаете како може тоа да се направи. Благодарам. Благодариме градоначалник. Председателе, може ли едно прашање до градоначалникот во контекст од детските градинки? Ајде, повели. Вака, самите го спомнавте тоа дека и ние имаме најави, наводно, значи може се подготвуваме за да почнат и детските градинки. Меѓутоа, со оглед на сегашната ситуација, како е во моментот со пандемијата кај нас, што мислите вие ако нешто не се смири, дали ќе почнеме од 1 септември со чекање на луѓе кои што се должни тоа да го кажат, например од Министерството за труд и социјална политика, од Комисијата за заразни болести, дали ќе биде во ред и дали ќе имаме време тоа сето да му го пренесеме на родителите затоа што се видно исплашени од самата ситуација. Така. Јас минатата недела гледав на вести некаден дека вика општина Штип се спрема за отварање на детските градинки. Напротив, значи ние сме желни и капацитативно можеме да делуваме веднаш на отварање на градинките. Меѓутоа, за таа работа е надлежно Министерство за здравство преку владата и преку Комисијата за заразни болести и протоколите. Што значи тоа? Тоа значи дека додека не добиеме протокол, прво треба да добиеме дозвола за отварање на градинките. Да. По добивање на дозволата, веројатно заедно ќе следи и протоколот за функционирање на самите градинки. Доволно имаме кадар и сами знаете, вие сте вработени во градинка. Имаме 52 лица вработени преку Агенција за времени вработување, 150 лица во редовен работен однос, така да ние имаме доволно капацитети кадровски, имаме доволно капацитети во делот на сместувањето на дечиња, пошто имавме сместено 1400 деца. За овие 2,5 години успеавме да отвориме уште 6 или 8 клона, односно плюс занимални. Занимални и клонови, да. Да, клонови, плюс уште 3 градинки во делот на општина Кавадаци, така да капацитет општината има и доколку донесат поригорозни мерки во делот на ограничувањето на дечиња во една група, во делот на двосменско чување,
во делот на ограничување на персоналот, не знам, една недела додат 50% од персоналот, па друга недела заради кластерот или сите работи, така да ние како општина сме спремни, сме во постојана комуникација со нашата директорка во делот на градинката и финансиски, и материјално, и кадрово. Меѓутоа, мораме да почекаме од републичко ниво насоки и дозвола за работа на самите градинки. Нормално, апелот до сите родители е дека загриженоста во делот на ковидот е оправдана, меѓутоа, од друга страна, ние мораме да знаеме дека имаме луѓе кои што работат во јавни институции, луѓе кои што работат во приватни компании, не одат на работа по однос на деца чување, затоа што нема кој да ги чува децата во градинка, а од друга страна имаме јавна институција со 200 вработени, со прилично голема инвестиција и амортизација на самите објекти. Во моментот градиме и нова градинка која што кошта €1.000.000 и е проект преку Министерство за труд и социјална политика со инвестирање од Светска банка на улица Ресавска. Сите работи мораме да ги согледаме и да ги видиме и мора на некој начин да овозможиме профункционирање на самите градинки. Доколку бидеме консултирани или побарат мислење од Министерството за труд, социјална политика или здравство или влада, ние им одговараме со оглед на нашите размислувања и околности кои што ги имаме. Направивме јавна анкета кај сите оние кои што родители, некаде на околу 300 до 400 се произнесоа позитивно, ама таа анкета е правена пред месец и пол-два. Нормално, ако треба да правиме нова анкета, ќе правиме. Кластерот на тестирање на сите луѓе кои што го направивме во тој момент за тест од COVID-19 на вработените у градинките му е направен, така да сме спремни и очекувам да владата се произнесе со Комисијата за заразни болести, не само за градинките, него и за образовниот систем, пошто мое лично размислување доколку не ги отвориме градинките, а не изнајдеме соодветен безбеден начин, и доколку не направиме настава, физичка настава, ја мислам лично дека ќе имаме многу загуби и загуби во делот на квалитетни луѓе и луѓе кои што треба да ги користиме во јавните институции, во приватни компании, со нивната професија, они ќе бидат овозможени да доаѓаат на работа и да чуваат дома деца, тоа не дека не е продуктивно. Е продуктивно, меѓутоа губиме од повеќе страни, а од втора страна навикта кај децата, еве, и јас имам прво оделенче кој сега треба да почне на школа прво оделение, радоста и драшта кај децата се губи со самото тоа што ако му направиме само да биде онлайн настава или настава на некој друг начин, која што не би биле физички присутни да излезат од дома, да појдат на клупа, да седнат у клупа, да видат што значи еден образовен систем, така да мислам дека Комисија за заразни болести и Министерството ќе изнајдат соодветен начин да децата бидат безбедни, а и наставата да биде физичка настава со протоколи, нормално со скратени часови, со скратено работно време, со сите работи кои што треба, али ако биде 100% онлайн настава, ја мислам дека менталното здравје на нашите деца и нивниот развој понатамошен ќе се движи у друг правец. Сами знаеме дека веќе многу дечиња и многу родители и многу луѓе се уплашени и се заплашени да излегуваат и од дома. Ако постигнеме 20% или 15% населението да го убедиме, односно да го убедиме наводници, да го уплашиме да не излегува од дома, ние ќе го рушиме целокупниот социјален аспект на општина, на град и на било што. Така да мора да имаме храброст да излегуваме од дома, али треба да се научиме да се штитиме и протоколи и мерки да ги донесат соодветни